со мене во студиото е господинот Маријан Забарчанец, кој што во моментот е национален координатор за Отворен Балкан и за регионални иницијативи. Добро утро, но ве знаеме доскоро, значи до пред некој месец бевте шефот на комуникацијата на владата и ја организиравте и координиравте таа секогаш многу важна активност, затоа што едно е нешто да се прави, а друго е да се дознае како и што се прави. Така. Затоа и сакам да влезам во овој разговор со ваша оценка за тоа како изгледа едно се овие карти, мапи, географии, не знам, стрелки ваму таму, бомбардирање и така натаму, како изгледа војната која што се води за Украина во дигиталниот простор? Па ако сакаме да ја представиме на мапа, веројатно би изгледало слично како и воената стратегија. Дефинитивно постои информацијска или комуникацијска војна. Таа не е нешто ново, таа постоеше и претходно. Денес се отсликува на терен со воени действија. Она што може би денес е поразлично од претходно е што Западот или НАТО или демократскиот блок конечно излезе од она укоченост или уплашеност од руската пропаганда и според мене од сите наоди, од она што гледаме и како доминантен наратив, и како веќе установена перцепција, мислам дека Западот ја добива информацијската или комуникацијската војна со недемократската пропаганда. Не би ја нарекол јас само руска пропаганда или руски дезинформации или руски лажни вести, бидејќи тоа не е се само руски дезинформации или руски хибридни напади. Станува збор за обид за нарушување на или напад на демократијата глобално во светот. Сме биле сведоци кај нас дека не одминуваат тие хибридни напади и денеса и претходно. Пред да поминеме кај нас, очигледно дека русите не планира, многу работи не планира. Мислам сега тоа се гледа и тоа е стварно фрапирани сме и ние што се занимаваме со долги години со политика и така натаму, се градеше еден мит дека Русија, руската армија и така натаму, се гледа дека тоа кој ќе заглави во една леплива украинска кал не може да мрдне па каква сака дека е армијата. Меѓутоа, едни од анализите покажуваат, навистина јас ги читам тие анализи, дека од една страна русите и на тој информативно-пропаганден простор не се подготвиле доволно добро, иако тие имаа инфраструктури, тие со, би рекол, дури 15 на години наназад се занимаваат со присутност во западниот свет, со вмешувања во од Брекзит и американски кампањи изборни до разноразни балкански инфраструктури кои што се финансираат и така натаму. Меѓутоа и тоа, од друга страна, воениве аналитичари кои што се експерти за хибридни војни велат дека русите сепак се уште немаат преземено, како да кажам, напади хакерски врз инфраструктури дигитални на западниот свет, па дури ни во Украина, тоа што инаку би можеле да го прават, запирка, тие додаваат бидејќи се свесни дека тоа може да предизвика потоа контраудари кои што може да ги десеткуваат нивните дигитални платформи. Па ако видиме како до сега имоди, односно не имоди во ова аргументирана расправа во хибридниот свет или во виртуелниот свет, се согласувам дека веројатно тоа е причината зашто не одат понатаму во хакерски напади. Бидејќи тие имаат капацитет, тоа никој не го спори. Меѓутоа и западниот блок сигурно има капацитети. Хакерството мислам дека не го измислиле русите, а и да го измислиле сигурно Западот не се денумиран. Она што сакам јас да го покажам како паралела е дека за прв пат НАТО или западниот демократскиот блок демонстрира една консолидираност во комуникациите. НАТО има јасна, чиста комуникација, Северна Македонија е дел од тој комуникацијски систем, има јасни повторувачки пораки. Тоа е за чудо невидување како еден демократски блок успеа да се сосредочи и во краток период да демонстрира, да бомбардира, би рекол, со една прецизна и повторувачка комуникација. Оти дебатите, полемиките се нормални за демократија. Луѓе со различни мислења, проруски, антируски, секакви и така натаму, а сепак демократијата секако е посилна од антидемократијата, од да речем таа антинато пропаганда, меѓутоа до сега беше разединета или дисперсирана или на различни места насадена. Би рекол дека руската инвазија врз Украина ја обедини демократијата и денес без никаков поголем напор сите НАТО членки, цел демократски блок има јасни пораки кои што велат поддршка за суверенитетот на Украина, осуда за нападот, за руската инвазија во Украина и диалог за мир.
Од другата страна имаме исто така јасни, меѓутоа нелогични повторувачки руски пораки, кои што велат Украина ја нападнала Русија, Украина произведува хемиско оружје, Западот не му дозволува на Зеленски да преговара, а на терен се случува нешто сосема друго. Русија уништува украински градови, Зеленски моли веќе за да преговара. Ако имаше Украина хемиско или биолошко оружје, сигурен сум дека досега ќе го употребеше и немаше да ја дозволи на Русија да влезе и да ја разурнува цели градови. Добро, да се преселиме од овој меѓународен, да кажем, континентален па и интерконтинентален терен, бидејќи навистина морам да кажем дека јас сум зачуден од тоа баш заради ова. Ние сме навикнати на една западна опуштеност, една, како кажем, лаконска комоција во своите ресурси кои што се големи и така натаму, и сето тоа сега гледаме една потполна мобилизација и една, би рекол дури во дигиталниот свет, една навистина супериорност во она што доаѓа како контрапропаганда. Од таму да се преселиме во регионов и во Македонија. Како стоиме со таа приказна овдека? Исто. Македонија, реков дека е дел од западниот комуникацијски систем. На ниво на односи со јавност или комуникации, ние сме вмрежени со сите земји членки на НАТО и се координираме и во врска со пораките, и во врска со начинот на комуникација. Се анализира антидемократското влијание комуникацијско во земјава. Постојат веќе и бројни невладини организации и think-танкови на регионално ниво и во Македонија, меѓутоа и на ниво на Западен Балкан, би рекол, кои што буквално го скенираат на интернет секој еден чекор на антидемократската пропаганда. Точно се знае кои се изворите од кај што извираат дезинформациите. Еве, ќе кажам неколку Facebook страници и групи за да бидат свесни граѓаните. Родина Македонија, Кукузел, бойкотирам северна окупација, налет да се сторите, дали крајот вака мириса. Ова се, би рекол, најмоќните платформи на Facebook пред се, од кои што извираат руските или антидемократските дезинформации. Таму ќе сретнете наслови од типот на готови сме, Русија и се заканува на Македонија. Внимавајте. Треба Русија да биде представена како пријател. Гледате која е нелогичноста. Прво, не е точно дека Русија се заканува на Македонија. Второ, какви се тие патриоти, ако на првата закана велат готови сме... Дигна бело знаме. Од тука тој обид за демонстрирање на патриотизам, па може би и национализам, е прилично неуспешен, бидејќи насловите се веќе смешни. Или велат, не знам, се постира фотографија од средбата на Левица со рускиот амбасадор и вели, конечно некој нормален одржавава. Пазете, ако вие признавате дека сите други се ненормални, а при тоа вие сте изолирани, дали тоа не е доказ дека сте малцинство кое што не успеало да ги убеди граѓаните? Забрченец, овдека вчера беше Никола Спасов со кој разговаравме на слична тема и така ќе ги продолжиме тие разговори, бидејќи за нас е таа битка конечно и можеби поважна отколку ова што ние не сме вклучени со перцепциите на крај завршуваат на избори. Така е. Меѓутоа, Никола излезе со една теза која вели дека се плаши дека оваа сегашна ситуација во која што навистина демократските сили успеваат да разобличат разни овој вид на кампањи и така натаму, ќе се уморат, бидејќи во демократијата тоа е стандардно. Војната ќе продолжи, од прва тема ќе падне на втора тема, потоа нели ќе се пресели можда на третата страница и така натаму, а овие луѓе кои се наводно организирани и финансирани ова да го прават се практично една индустријска машинерија која не зависи од тоа на која страна се преселила веста за војната. Дали на тој рок, на тој среден рок нема да се изгуби таа битка, бидејќи во принцип се работи за една реална конфронтација на две визии за тоа каде треба да биде Македонија. Јас го немам тој сомнеш или страв, бидејќи на оваа нашава страна не се собрале група платеници кои што се најмени нешто да изработат, па имаат некаков ограничен рок или ограничен капацитет. Зборуваме за влади, држави, официјални, институционални системи. Морам да ти упаднам за брчанец. Македонски Телеком
завчера ги симна од програмата после препораката на владата од пред колку недели Russia Today и Спутник, кои се апсолутно една пропагандна машинерија. Македонски Телеком е сериозен символичен би рекол, меѓутоа сериозен гест. Се согласувам, меѓутоа Македонски Телеком е во сопственичка структура, таму има и владата, значи јавниот интерес на Македонија. А Македонски Телеком не му е прв пат да се однесува со известна игноранција околу тоа што се случува од Македонија. Јас, например, ајде сега да не ја шириме темата, кој што се прислушкуваш и како тоа си течеше низ овие корпоративни, профитабилни, огромни компании. Меѓутоа, еве, вие велите дека од оваа страна има консолидираност на владите, западната, а Македонски Телеком, кој што е во крајна линија Deutsche Telekom, му требаше 3 недели за да евентуално излезе со став за тоа што треба прави со каде што владата има златна акција. Мислам дека не беа 3 недели, 10 дена беа разлика помеѓу денот на исклучување на Russia Today од останатите оператори и Телеком. Меѓутоа, нека е и така, на крајот да го видиме резултатот. Резултатот е дека Северна Македонија, рама до рама со сојузниците, успеа да исклучи Russia Today од својот етер. Се согласувам, меѓутоа сега разговараме за суптилните аспекти, значи ефикасноста, правовременост, издржливост на пологи стази. За тоа разговараме, инаку ја не мислам дека и ако тоа продолжи да се емитува, дека тука ќе дојде до некаква, не знам каква калварија и така натаму. Се работи за една символична, се работи за една вредностна определба во крајна линија. Така е. Пак ќе кажам дека не мислам дека таквите примери било како водат кон заклучок дека ќе се умориме од оваа консолидираност во борбата против антидемократската пропаганда. Мислам дека веќе од овој момент, од руската инвазија во Украина, поддршката за антидемократската пропаганда ќе почне да опаѓа. Ние и денес, ако ги видиме сите истражувања, од кој сакат институт, имаме доминантна поддршка за НАТО, за Европска Унија, се уште и покрај сите скептицизми и покрај сите непринципиални односи на Унијата кон земјава подноста преговорите и не само кај вкупното население, туку и ако го гледаме и македонците одделно. Македонците доминантно се за НАТО, за демократија, за Европска Унија, мирољубив народ, македонскиот народ сака да биде во пријателство и со рускиот народ, меѓутоа не со Путин, бидејќи македонскиот народ никогаш нема да поддржи и не поддржал воена агресија. Свежи се сеќавањат и од 2001 и од војните во регионот. Да ве прашам сега и од позицијата што сте имале и конечно за некои од тие работи самиот сте одговарале таму. Значи едно се демократска амбиент во кој што, не знам, левица има право да има став каков сака за ова што се случува, некој на Фејсбук има право да си стави статус како што сака, се разбира, луѓето се слободни, имаат спротиставени ставови, тоа е смислата на демократијата, да има и дебат. Меѓутоа, ние разговараме овдека за организирани, финансирани облици на практично сега веќе војна пропаганда. Има ли државата начин да против тоа на некој начин постапи? Значи, вие наброивте неколку од овие страници и така натаму. Може ли да се побера нивно исклучување од страна на авторитети? Има ли простор државата во самата држава да превземе нешто? Сепак, видите, да не бидеме наивни, не се тоа волонтери кои што работат на терен и кои што развивале со години тој вид на мрежи. Во комуникацијскиот дел државата и владата имаат јасна стратегија во делот на справување со дезинформации. Тоа е активната транспарентност, воведување на медиумска писменост во школите, водење на една консолидирана комуникација, обид да се биде повеќе проактивен наместо реактивен. Сепак сме ние држава и влада која што вози по автопатот за сметка на овие кои што од подруми имаат тролови и ботови кои што кликаат. Додека пак во оној другиот правниот дел би рекол, или делот на кривичното право, јасни се правилата. Ако имате закана или напад, макар и виртуелен, и тоа го пријавите, и може да се докаже идентитетот, тогаш настапува на сила обвинителство. Но, што се третира како напад? Еве, јас, на пример, јас тргам од себе затоа што
Мене лоб ме прават на Фейсбук, се разбира. Јас сум човек кој има ставови. Говорна омраза против вас или правење лоб на Фейсбук? Да, знам, ама што треба сега да правам? Да фатам сега таму кукузели да ги тужам, да ги пријавам, тоа е од една страна, од друга страна ви имате апсолутно организирана кампања против министерката за одбрана. Okay. Која е официјалната инстанца која таму не говори на омраза, таму има се што можете да замислите од репертоарот на ние имаме случаи на закани и напади, и закани со убиство и со насилство. Преку Добро, интернет, тоа се неколку случаи кои што завршија. Во овој вид на друг тип на една јавна харанга, од типа сега не се ни тие толку будави да се закануваат дека ќе убијат некого. Со министерката Славјанка, најдобриот одговор стигна од Лондон. Јовано Јованки на македонски јазик е најдобриот одговор што може да. И тоа се обидува да го превртат, и тоа се обидува да го представат како понижување, дека не се свирила химната. Тие може уште 500 ботови да соберат и да кликаат утре сабајле. Меѓутоа, ечеше Јовано Јованки на сите национални медиуми, на сите национални телевизии, портали, тоа е многу погласно од нивните кликови од подрумските келии. Добро, да ве прашам, вака, бидејќи со години сте таму и така натаму, растат ли капацитетите на државата за овој вид на справување со проблеми? Па мислам дека во последниве години во некои области дури за прв пат почнаа да се создаваат. Да, растат, бидејќи не сме сами. Ние сме во постојана комуникација со партнерите од пред се НАТО алијансата, во постојана комуникација со државите од регионот кои што не се членки на НАТО. Целта е заедничка, да има стабилност, да има безбедност. Стабилност, безбедност, тоа го разбирам. Спремни ли сме да издржиме посериозен хакерски напад? Што ви е ставот? Конечно, не прашувам само како држава, дали веб страницата на Министерството за внатрешни работи, некој ќе ја преземе и ќе стави некакви глупости. Прашувам за банкарски системи, прашувам за здравствени системи, прашувам, веќе ние видовме како тоа изгледа како е Русија, нели уште пред многу години напад на Естонија и ја блокираше кога би биле сами, кога не би биле членка на НАТО, одговорот би бил не, меѓутоа да, спремни сме, бидејќи НАТО не штити и во тој. Ве разбирам ја за НАТО, но ве прашувам дали, например, владата одржува комуникација со, да речеме, Народна банка, која е задолжена да се грижи за тој вид на проблеми кои може на комерцијалните банки да им се случат. Оти знаете што е, ако ви го блокираат финансискиот систем, џабе ви е потоа владата, НАТО и така натаму ќе се произведе паника. Ние видовме што се прави со дезинформација околу нафта и бензин по бензински пумпи, како некој од дистрибутерите тоа и по маркети. И тука пропагандата е неуспешна. Таа криза, обид за криза со редови по бензински, со празнени рафтови по маркети, им траеше ден-два, меѓутоа со една повторувачка комуникација од страна на институциите. Ја се гледам УЈП како интервенира со неколку стотици инспектори и така натаму. Го имаме ли тој вид на реакција кога е дигиталниот простор во прашање над Македонија, ајде фигуративно да се... Можам да ви кажам дека напади врз системите информацијски во земја има постојано, меѓутоа не се успешни. Или не сите се успешни. Одбраната на комуникацијските системи е постојано активна. Нема да мислите дека до сега немало обиди за нарушување на комуникацијски системи. Тоа е во виртуелниот свет секојдневие. За крај да ве прашам, бидејќи сепак имате повеќе контакт со тие врни политичари наши и така натаму, свесни ли се за оваа работа врвот на државата, пред се министрите, луѓето што се задолжени, се разговарали за ова или сите спијат на увото дека е НАТО тука да не штити? Не, ние не го гледаме НАТО како нешто страно или виртуелно. Ние сме дел од тоа, навистина сме, и имаме сериозна контрибуција. Пријател ми вели, дури ви е погрешна и на сите нас ни е погрешна и ова, како да кажем, семантика која употребуваме, вели, може да се биде дел од ЕУ, а ние сме НАТО. Сака да каже да повисока ниво. Ние не сме таму, не знам, присвоени или викнати насила, ние сме се подготвувале за тој систем и секојдневно учествуваме и морам да ви кажам дека во делот на комуникациите сме едни од пофалените, односно едни од оние кои што прилично ревносно, навреме и прецизно ја спроведуваат договорената комуникација.
Маријан Забрченец, национален координатор на иницијативата Отворен Балкан и на сите овие други, да кажем, меѓудржавни иницијативи кои што се случуваат. Благодарам и од позицијата на доскорешен, сепак главен координатор на комуникацијските политики на владата. Ви благодарам за утринско брифирање.